Во септември нова рунда преговори за името, најави грчкиот министер за надворешни Венизелос. Априлскиот предлог на Нимиц нема идентитетски одредници. Јавна дебата мора да има и ќе има, порачува Ахмети. Министерот за одбрана се смени, но реприза на Слупчане може да има и годинава. Продажбата на бум во пат, Уан во минуси кај мобилните. Телевизија најмногу се гледа на кабелска, лидер Телекабел. Делови од Македонија во портокалово на плюс 40. Синдикатите негодуваат дека не се почитуваат препораките за работа. Добро вечер во Дневникот во 20 часот и за главните наслови од светот денеска, но и за други содржини. Попеколните температури силно невреме низ Централна Европа. Ештон се виде со сменетиот египетски председател Морси. Во владиниот спот за двојниот Илинден, Асном се одржал во 1945 година. Разговорите за името продолжуваат. Во септември, најави шефот на грчката дипломатија Евангелос Венизелос. Од неговиот македонски колега Поповски пак доби протестна нота во која се бара да престанат заканите од Златна Зора за македонските туристи и атакот врз македонски автомобили. Нова рунда разговори за името на почетокот на септември најавува шефот на грчката дипломатија Венизелос во своето обраќање пред Комитетот за одбрана и надворешни работи на грчкиот парламент. Венизелос ги информирал пратениците дека кон крајот на летото, односно на почетокот на септември, ќе се сретне со посредникот на Обединетите нации Нимиц и ќе разговара за неговиот последен предлог за надминување на разликите околу името. Зборувајќи за односите меѓу Македонија и Грција, Венизелос нагласил дека Атина ја поддржува евроатланската перспектива на земјава, но оти прашањето за името не е тоа што го попречува членството на Скопје во ЕУ и НАТО, туку тоа се цел сет други критериуми. Покрај името постои потреба да се почитува меѓународното право, договорите и добрососедските односи. Грција е најважниот сосед и партнер и влезна врата на Скопје за евроатланските интеграции, рекол Венизелос. Тој пред пратениците изјавил дека Грција не ставила вето за Македонија на самитот на НАТО во Букурешт. Постоеше еднострана иницијатива од Грција, но одлуката беше заедничка и редентизмот и непочитувањето на добрососедските односи се работи кои се оценуваат, изјавил Венизелос. И додека шефот на грчката дипломатија пред Комитетот за надворешни работи реферираше за односите со Македонија и за приоритетите на предстојното грчко председателство со Европската унија, неговиот македонски колега Поповски му испрати протестна нота со која бара веднаш да прекине омаловажувањето, заканите и нападите на македонски граѓани во соседна Грција. МНР во нотата напоменува дека инцидентите со протестите на Златна Зора на граничните премини и оштетувањето на македонски автомобили во Грција не одат во прилог на добрососедските односи и не создаваат клима за решавање на недоразбирањата. Активистите на Златна Зора со транспаренти извици Македонија е Грчка ги пречекуваа македонските туристи на границата минатата недела. 5 нови случаи на оштетување и 3 кражби на таблички на македонски возила во изминатите 2 дена регистрираше МВР. Со ова бројот на вакви инциденти се искачи на повеќе од 30. Македонските автомобили најчесто се на удар во излетничките места Ханиоти и Неипори. Засега официјална Атина молчи и не ги осудува инцидентите, а грчката полиција не дава никакви информации дали ги истражува случаите. Лидерот на ДУИ Али Ахмети го засилува притисокот за јавна дебата за априлскиот предлог на Нимиц за решение на името. Вели лично го видел и во него немало ништо што засега во идентитетските одредници. Идентитетот воопшто не е прашање на преговори, а потврда за тоа има и од Нимиц и од сите други меѓународни центри. Со преговорите за името не се задира ниту во јазикот и се преговара само за референцата БАЈРМ. ВМРО ДПМН инсистира на уставното име како дел од решението, но тоа не може да помине и мора да има компромис. За ова, според коалицијскиот партнер на Груевски на Илинденска Али Ахмети, се преговара во спорот со името. И токму во оваа перцепција имаат разлики со Груевски и ВМРО ДПМН, бидејќи вели
лидерот на ДУИ Ахмети, неговиот коалициски партнер смета дека е загрозен идентитетот на македонците. Сепак, вели Ахмети, Груевски е подготвен за диалог и тоа на повисоко ниво, и токму во таа насока и неговото писмо до Самарас. Ахмети повтори дека последниот предлог на Нимиц Горна Република Македонија е прифатлив за нив, но и дека за тоа треба и ќе има јавна дебата. Македонија е во изолација, вели Ахмети, и ние треба да одлучиме дали ќе останеме таму. Дојдено е времето за решавање на спорот со името, порачува лидерот на ДУИ. Вели прашањето добива поголеми димензии и интензитет. Позитивно поместување во насока на решение Ахмети очекува посредбата меѓу грчкиот премиер Самарас и председателот на САД Обама, бидејќи вели лично тој на посетата во САД се заложил спорот со името да се најде на агендата. Сега е моментот за да се реши спорот за името, порачува коалицискиот партнер во владата на Никола Груевски Али Ахмети. Ахмети тврди дека досега немало вистински диалог во преговорите за спорот за името. Лидерот на ДУИ тврди дека е убеден дека спорот ќе се реши. Не ја напуштаме владата, ниту пак мислиме дека нови избори може да решат нешто, тврди Ахмети. Покрај јавното признание на Груевски дека односите се влошени, Ахмети вели дека тие се добри, но потенцира дека доколку се јават несогласувања, тие се пеглале со диалог. Преку дипломатскиот дневник на интернет страницата на Министерството за надворешни работи, шефот на македонската дипломатија Никола Поповски најавува дека работните групи од Македонија и од Бугарија ќе се состанат и ќе интензивираат комуникацијата во отворена и пријателска атмосфера. Според Поповски, пристап во разговорите околу договорот е да не се наметнуваат насила решенија, туку да се цели контекст со кој ќе бидат комфортни двете земји, влади и пред се граѓаните. Посредбата Орешарски Груевски односите меѓу Македонија и Бугарија се подобруваат, но се уште се далеку од нормализирање. Дел од поранешните дипломати вината ја гледаат во инсистирањето на Софија да се подпише договор за добрососедство, кој пак за македонските граѓани што се чувствуваат како бугари е единствена надеж за рамноправност во земјава. Средбата на владините делегации на Македонија и Бугарија, предводени од македонскиот премиер Груевски и неговиот бугарски колега Орешарски, позитивно ќе влијае на односите меѓу двете земји, но тешко дека ќе ги реши проблемите напластени со години. Скептичен е поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Главната пречка сега според него е инсистирањето на Софија да се подпише договор за добрососедство. Просто за некој оптимизам нема. Прво Орешарски е привремена влада, долго нема да трае, нема сила и може да нешто превземе, а од друга страна во Бугарија е длабоко навлезено чувството. Тоа е еден историски синдром всушност, дека македонци нема, дека сме сите неосвестени бугари и впрочем самиот Орешарски на пресконференцијата рече дека обстојуваат, инсистираат на подпишување на договорот за пријателство и соработка. А тој договор по многу што е неприфатлив за Македонија. За разлика од Никовски, првиот човек на бугарскиот културен клуб од Скопје, Лазар Младенов, смета дека договорот е неопходен, бидејќи Македонија мора да ја признае историската вистина и да прифати дека во земјава постојат и луѓе што се чувствуваат како бугари и чија состојба, како што вели, се уште е комплицирана. Ние самите сме изложени се уште на дискриминација, на моменти на репресија, маргинализирани сме во општеството, не нема никаде во општеството, во ниеден слој, нели, на ниедно ниво на општеството пројавен бугарин во Македонија не може да дојде на некоја функција која е јавна. Младенов вели дека не може да се негира постоењето на македонските бугари, кои според него имаат огромна заслуга и што Република Македонија стана независна држава. Бугарскиот елемент беше тој што 90-та година јавно, јасно и гласно застана на позициите на слободна и независна македонска држава. Сите други се извинувам, но плачеа за Југославија. Ние бевме за македонска држава. И затоа, бидејќи ја почитуваме и сакаме собствената држава, Македонија наша собствена држава, сакаме и равноправни права со сите други. Која е логиката ние да сме маргинализирани во собствената држава? Владата на Орешарски, исто како и претходната на Борисов, ја условува поддршката за Европската унија и НАТО со подпишувањето на договорот, но без директна закана за вето. Екс-премиерот денеска порача дека Софија не треба да ја преиспитува позицијата кон Македонија. Од високата политика во продолжение за реалното секојдневие, законот за медиуми ги подели новинарите. 150.000 жени во Македонија се уште немаат избрано матичен гинеколог.
Со температури до 42 степени Македонија го помина првиот ден од портокаловата фаза на топлотен бран. Препораките за работа на отворено и денеска не се почитува, негодуваа синдикатите. Разладување од вечерва и за неколку степени пониски температури од утре најавуваат синоптичарите, но сепак до крајот на неделата температурите нема да се симнат под 36 степен. Потекот на утрешниот ден ќе биде малку посвежо, инаку ноќта ќе биде ветровита, ветрот ќе биде умерен до засилен и во утрешниот ден. Температурите за утре максималните ќе бидат во интервал од 28 до 38 степени. Во следните денови температурите благо ќе се покачуваат, но до крајот на неделата сепак ќе достигнат до 38 и 39. Високите температури кои денеска го надминаа 40 степен не се пречка за градежните работници. На пеколно сонце и денеска камерата на 24 вести забележа работници на повеќе објекти низ Скопје. Од синдикатот на градежниците велат дека за ред во градежништвото и почитување на препораките и законите треба да профункционираат казните. 2/3 апсолутно не почитуваат и понатаму продолжуваат да работат, со тоа се крши правото на здравствената состојба на работникот, неговата психофизичка состојба, но истовремено и препораката како препорака која што стварно треба да се почитува, на крајот треба да резултира и со казни. Поради пеколните горештини, Скопската брза помош дневно интервенира кај 2 до 3 колабирани граѓани, кои на најтоплото биле на отворено. Само вчера екипите од службата за итна медицинска помош интервенирале кај 110 граѓани. По рекордно високите температури во изминатите денови, Централна Европа погодена од невреме што донесе разладување, но и материјална штета. Ветрот во Австрија достигнал брзина од над 100 км на час, корнејки дрвја и кровови. Чешка исто така беше зафатена од силен дожд и ветер, при што еден човек загина во надојдена вода, а неколку десетици лица се евакуирани. Невремето предизвика застој на повеќе линии на железничкиот сообраќај поради паднати дрвја, а во источна Чешка повеќе домаќинства се поплавени и без електрична енергија. Пороните дождови и силните ветрови предизвикаа сериозни штети во југозападниот дел на Полска. Невреме имаше и во Хрватска, каде една жена е повредена откако поради силниот ветар врз неа паднала антена. Краткото невреме предизвикало проблеми и во сообраќајот. По Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги, жестока конфронтација меѓу новинарската фила и за Законот за медиуми. За едни е добар, други бараат целосно да се повлече. Законот за медиуми повторно ги подели не само пратениците, туку и новинарите. Дел од новинарите и новинарските асоциации сметаат дека законот не е потребен и бараат итно повлекување. Да се заштитат медиумите од мешање, да се обезбеди медиумски плурализам и да се постават медиумските одговорности согласно член 10 став 2 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. Многу европски земји немаат посебен закон за медиуми, па никој не вели дека таму новинарите функционираат во беззаконие. Секој закон е збирка на забрани, ограничувања, посебни услови и регули кои се однесуваат на определена дејност. Оние кои застанаа во одбрана на Законот за медиуми се уверени дека по изгласувањето на законот ќе се стави ред во новинарството и медиумската сфера во земјава. Новинарите правно и социјално ќе бидат сигурни и заштитени и од политичките елити, и од бизнис елитите, и како што рече самиот министер, ќе се регулираат односите кон собствениците на медиумите. Јас предлагав да се воведат лиценци за да се добие легитимитет, не да се забрани, туку да се допрецизира како, не знам, пропагандист. Тоа не е страшна работа. Или лобист. Се изнаслушав овде зборови. Директива мора задолжително, целосно да се преземело. Тоа слобода не е. Директива не значи слобода. Значи толку околу слободата на медиумите. Со законот е предвидена дефиницијата новинар, а во иднина работата на сите медиуми ќе биде регулирана транспарентно, изјави одговорницата министерот Ивановски. Ќе бидат опфатени сите пишани, електронски и интернет медиуми. Пристигнати беа голем број на забелешки
позитивни критики, негативни критики. Дискутирано е повеќе од 9 месеци со 3 јавни расправи. Законот за медиуми, како и оној за аудиовизуелни услуги, веќе го поминаа првото читање во собранието. Пред финалното усвојување во август, министерот Ивановски најави уште една јавна расправа. Министерот за одбрана Талат Џафери не го потпишал бесплатниот одмор за децата на загинатите бранители, но не кажува зошто. Не исклучува можноста и тој како и неговиот претходник Бесими да се поклони на споменикот на борците на УНА во Слупчане. Поранишниот министер за одбрана Фатмир Бесими го започна, а Талат Џафери ќе го претвори во традиција положувањето на цвеќе од министерот за одбрана пред споменикот на загинатите припадници на УНА во Слупчане. Џафери, како и неговиот претходник, не ја исклучува можноста на 13 август да се поклони пред споменикот на УЧК, активност за која Бесими беше остро критикуван и создаде тензии во владеачката коалиција. Тоа се дел на активности и јас како министер сум представник на сите граѓани и не е исклучена и таа можност. И не гледам причина зашто не би. Дали тоа ќе биде официјално гост на министер или ќе биде некој друг формат? Мислам, дали ќе биде исто како минатата година? Па ако има официјален и неофицијален министер, тогаш може да го третирате како ќе сакате. Додека Џафери нема проблем да се поклони во Слупчане, семејствата на загинатите бранители и мировниците од хеликоптерската несреќа кај Блаце се уште го чекаат неговиот потпис. Министерот не дава конкретен одговор дали ќе одобри одбрана да ги покрие трошоците за нивниот одмор, како што беше секоја година досега. Прашањето кој што поставувате е регулирано со закон и постапките се според законот. Значи, сега нема додатно, така? Според законот, да кажам. Што значи тоа според закон? Значи нема додат, бидејќи не добиле никако ни законско, ни незаконско да измовени. Законот го пропишува постапката, процедурата. Тој е одговорот. Ќе се јавите во правна служба, толкување ќе ви објасни. Да, па законот тоа. Па затоа ви кажувам, законот го пропишува тоа, ама тоа се уште не е регулирано. Зошто не е регулирано? Тоа е прашање. Регулирано е со закон. И постапките ги пропишува закон. Побаравме и официјален одговор од службите во Министерството за одбрана, но ни оттаму не знаеа да ни одговорат дали барањата до Министерството се доставени во април како што се нашите сознанија, ниту дали министерот Џафери ги потпишал или ќе ги потпише наскоро за семејствата на загинатите да одат на одмор на трошок на Министерството. Матечниот гинеколог непознаница за дури 150.000 жени во земјава. Лекарите алармираат оти тоа е опасно по нивното здравје. За војднина се најавува дека покана за пап тестови ќе стига на домашна адреса. 150.000 жени во Македонија се уште немаат избрано матичен гинеколог. Лекарите велат дека кај нив е двојно зголемен ризикот од женски болести и инфекции. 450.000 жени кои ја завршиле оваа обврска до крајот на годинава на домашна адреса ќе добијат покани да направат бесплатни пап тестови. Минатата година 48% од пациентките опфатени со првата група од 24 до 35 години направиле годишен пап тест. Оваа година повикот важи за втората старосна група од 36 до 48 години, но и за оние кои не ја завршиле обврската од првата група. Од оние податоци што ги имаме досега, како Министерство сме задоволни со почетокот и прогресот на скринингот, бидејќи процентот на јавени жени кои што се поканети дома на домашна адреса е голем, 48%, за разлика од другите европски држави, каде што само 30% жени се јавуваат на поканите. Меѓутоа и голем е процентот на жени кои што само иницијативно одат без покана и бараат да направат пап тест, преглед со пап тест. Се разбира дека војднина сакаме овој број да биде уште поголем број на покани, уште поголем број на одзив кај жените за скрининг и пап тест. Карциномот на матка предизвикан од ХПВ вирусот е се почесто присутен кај македонските пациентки. Од ХПВ инфекции годишно заболуваат од 4 до 5.000 пациенти. Телевизија се гледа најмногу преку кабелска. Лидер во овој бизнис Телекабел. Голем раст кај Макс ТВ, бум во минус. Сезонски на работа легално само во Германија. Вести од економијата во продолжение. Агенцијата за електронски комуникации ги објави пазарните движења во првиот квартал годинава. Продажбата на бум е во пат, УАН е во минус и со продажбата на мобилни. Телевизија најмногу се гледа на кабелска, лидер во оваа сфера е Телекабел.
Пад на бројот на корисници на Бум ТВ регистрира Агенцијата за електронски комуникации во првиот квартал годинава во споредба со истиот период лани. Во извештајот за развојот на пазарот за електронски комуникации, АЕК регистрира дека споредено со првиот квартал од 2012 година бројот на претплатници на DVB-T платформата се намалил за 3,42%. Во исто време растел бројот на претплатници на IPTV платформата Max TV за 70,81% и на кабелската телевизија за 3,55%. Уделот на кабелската телевизија на пазарот за ТВ услуги и натаму е највисок. 59,29% од корисниците се претплатници на кабелска телевизија. Меѓу кабелските оператори лидер на пазарот е Роби Телекабел со најголем број претплатници. На вкупниот пазар за пренос на ТВ содржини до крајни корисници со удел од 21,02%, Телекабел е веднаш зад Македонски Телеком, кој има пазарен удел од 24,17%. Со помал пазарен удел следуваат Близу со 18,84%, One со 12,77% од корисниците и останатите оператори со далеку помал пазарен удел. Во делот за телефонија, Агенцијата за електронски комуникации бележи пад на бројот на корисници на фиксни телефонски услуги за 2,54% во првиот квартал од 2013 во споредба со истиот период лани. Во исто време, бројот на корисници на мобилен телефон се зголемил за 1,35%. Според бројот на активни претплатници на мобилни телефони од почетокот на 2012 до крајот на првиот квартал од 2013 година континуирано растел уделот на мобилниот оператор VIP, а континуирано опаѓал оној на T-Mobile. Во првиот квартал годинава пад на пазарниот удел за мобилна телефонија има и операторот One од 0,67% поени. На сезонски гурбет во странство, македонските работници заминуваат само во Германија. Официјално Македонија само за 3 земји има регулирано сезонска работа. Македонските работници на гурбет на црно во странство. Македонија има подпишано спогодби со Германија, Катар и Словенија за регулирање на вработување на наши работници во странство. Интерес има само за Германија, каде од година во година квотата расте и е пополнета, додека во Катар и во Словенија работници отидени легално нема, велат од ресорното Министерство за труд и социјална политика. За оваа година, односно 2012-2013, утврдената квота за Република Македонија со Германија изнесува 570 работници. Стои во одговорот од Министерство за труд и социјална политика, од каде објаснуваат дека имаат евиденција само за државите со кои имаме склучено билатерални договори или спогодби. Градежните компании пак мака мачат да екипираат тим. Во изјава за 24 вести, првиот човек на бизнис конфедерацијата Миле Бошков обелоденува дека и грчката градежна компанија Актор, која работи на делницата Демиркапија Смоквица од коридор 10, има проблем да најде квалификувани градежни работници. Многу тешко може да се најде градежен работник со голема квалификација. Многу тешко може да се трансферира, бидејќи веќе тие квалитетни, искусни и вешти точно знаат каде би можеле да заработат најдобро. Околу Актор, Смоквица, Демиркапија, дека не можеме да собереме повеќе од 200 градежни работници, проблемот во информатичките технологии. Исто така, квалитетните програмери или се вработуваат во компании во Македонија кои работат за странските пазари и заработуваат пристојни плати, или одат надвор од Македонија. Од 1 август, Германија ги отвара вратите за работа за дефицитарните кадри од останатите земји од Европа. Со концептот на сина карта, ќе се даде шанса на високообразованите и специјализираните кадри од земјите што не се членки на Европската Унија. Паѓа цената на становите во Скопје. Последната анализа на консултантската куќа Фортон Македонија покажува дека за 13,8% е падната цената на становите во главниот град. Податоците покажуваат дека за 90% е зголемен бројот на нови станови пуштени во употреба во првите 6 месеци, споредбено со втората половина од 2012. Се уште најатрактивни локации за домување во главниот град се центар, Карпош и аеродром. Во истиот мерен период слободниот бизнес деловен простор бележи намалување од 4%, а цените за метар квадратен се исти. Новата влада на Албанија најави есенско скенирање на буџетскиот минус, ревизија на кинескиот државен долг. За 47% е зголемена продажбата на паметни телефони. Штроскан, новото име на листата советници на српската влада, јавуваат француските медиуми. Во продолжение пресек на бизнис вестите од регионот и светот.
Албанија ќе побара меѓународна помош за да ја утврди големината на буџетскиот минус. Новиот албански премиер Еди Рама, кој во септември треба да го преземе управувањето со земјата, изјави дека албанската економија ќе закрепне, но прво ќе треба да се дознае колку длабока е црната дупка оставена во буџетот од претходната влада. Овој чекор ќе биде преземен веднаш откако новата влада ќе почне да ги извршува своите функции, дополни Рама. Грција треба да продолжи со институционалните и структурните реформи во државниот сектор, изјави извршната директорка на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард, откако фондот синоќа соопшти дека ја деблокира петтата транша од помошта за Грција во износ од 1,72 милијарди евра. Во вториот квартал од годинава во светот се испорачани рекордни 230 милиони паметни телефони, што е за 47% повеќе во однос на истиот период лани. Расте поттикнат од зголемената побарувачка за 4G моделите во развиените региони, како САД и на 3G моделите на пазарите во развој како Индија, покажува најновото истражување на Strategy Analytics. Опасноста да се прелее економската криза во финансиска е клучната причина за одлуката на кинеската влада да се направи целосна ревизија на државниот долг. Локалните кинески власти значително се задолжиле по глобалната финансиска криза, во обид да се оддржат високи стапки на економски раст. Претходната ревизија на Националната ревизорска агенција, направена пред 2 години, покажала дека долгот на локалните власти зафаќал 25% од вкупниот кинески јавен долг. Поранешниот директор на Меѓународниот монетарен фонд и некогашен француски министер за финансии Доминик Строскан, чија кариера беше прекината по секс скандалот во хотелот Софител во Њујорк, би можел да стане советник на владата на Србија, пренесуваат француските медиуми. Ова тврдење доаѓа откако српскиот вице-премиер Александар Вучик пред неколку дена најави дека властите во Белград имаат намера да регрутираат странски советник, чие име ќе одекне како бомба. Во блокот вести од економијата и за берзанските движења. Во Италија комеморација за жртвите од трагичната автобуска несреќа. Шефицата на европската дипломатија на тајна локација се сретна со сменетиот египетски претседател Морси. Ова е само избор од вестите од светот кои следуваат во продолжение пред останатите домашни актуелности. Комеморативна церемонија се одржа денеска во малиот италијански град Монтерускиело за жртвите кои загинаа во автобуската несреќа. Роднините и пријателите на 38-те загинати заедно со премиерот Енрико Лета присуствуваа на церемонијата која се одржа во спортска сала. Истрагата се уште трае, според полициски извори, најверојатно станува збор за проблем со гумите на возилото. Меѓу кандидатите за нов генерален секретар на Советот на Европа кој ќе се избира до година се еврокомесарот Штефан Филе и поранешниот српски претседател Борис Тадич, пишува порталот Евроактив. Како можен кандидат се споменува и долгогодишниот премиер на Луксембург Жан-Клод Јункер во продолжение за останатите вести од светот. Партијата Обединети региони на Србија и нејзиниот лидер Младјан Динкич, кој е министер за финансии и економија, повеќе не се дел од српската влада. Српскиот премиер Ивица Дачич ја повика Српската напредна партија да остане во коалиција со неговите социјалисти и покрај тоа што немаат исти ставови за реконструкцијата. Дачич соопшти дека доколку тоа не биде прифатено, ќе се закажат избори или ќе се формира коалиција без Социјалистичката партија на Србија. Американскиот војник Бредли Менинг, кој беше обвинет дека на Викиликс му доставил доверливи воени документи, е ослободен од обвинението за помагање на непријател. Сепак, 25-годишниот Менинг е прогласен за виновен по 20 други обвиненија. Тој пред судењето призна дека испратил доверливи документи од Ирак и Авганистан во текот на 2009 и 2010 година, но негираше дека со тоа сакал да и наштети на САД како што е наведено во обвинението. Тврдеше дека само сакал да поттикне јавна дебата за војните во Ирак и Авганистан.
Машиновозачот на возот кој излета во Шпанија зборувал на телефон во моментот на несреќата во која загинаа 79 луѓе. Ова го соопштија истражителите по преслушувањето на материјалот од црната кутија. Потврдено е дека возот во кобниот момент се движел со 192 км на час. Непочитувањето на светлосната сигнализација на еден од машиновозачите е најверојатна причина за синоќешната железничка несреќа во Швајцарија. Во директниот судар на двата воза загина еден од машиновозачите, а 26 луѓе се повредени. Американскиот претседател Барак Обама се сретна со шефовите на преговарачките тимови на палестинците и Израел. Двете страни ќе се обидат да стават крај на долгогодишниот конфликт во наредните 9 месеци, соопшти американскиот државен секретар Џон Кери. Тој најави уште еден состанок меѓу двете страни кој би се одржал во Израел или на палестинска територија во следните 2 недели. Сменетиот египетски председател Мохамед Морси е добар и има пристап до телевизија и весници, изјави високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон. Таа синоќа се сретнала со Морси на тајна локација, а ја обезбедувала армијата. Приврзаниците на Морси упатија повик за одржување големи протести за негова поддршка и покрај заканата на властите дека ќе биде употребена сила. Норвешкиот масовен убиец Андрес Брейвик поднел документи за студирање на одсекот политички науки на Универзитетот во Осло. Од таму велат дека се уште не знаат дали неговото барање за упис ќе биде прифатено. Норвежанецот отслужува 21 годишна затворска казна за убиство на 77 луѓе во 2011 година. Продолжуваме на домашни теми. Во мноштвото барок и неокласицизам во владините градби пробив и на современата архитектура. Новиот објект на Драмскиот театар ќе се гради во моделиран стил. Нов драмски театар ќе се гради на местото на стариот во Скопски Карпош, најави Министерството за култура. Сепак новиот објект нема да биде во барок. Зградата која ќе биде целосно застаклена и во модерен стил ќе биде висока 35 метри, а заедно со придружните објекти ќе се простира на површина од над 31.000 квадратен метар. Според најавите објектот ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Со тоа идниот бизнисмен кој ќе учествува во изградбата ќе добие на користење над 12.000 квадратни метри. Власта, освен во земјава, свој бизнис партнер во изградбата на новиот драмски театар ќе бара и во странство. 12.710 квадрати се во горната површина на објектот, односно се деловни простори на 5 нивоа, кој фактички простор е просторот кој ние планираме да го понудиме на приватниот инвеститор како еден вид компензација или бизнес компонента која приватниот партнер би ја добил во одредена форма. Во моментов се подготвува физибилити студија, која треба да одговори за финансиската оправданост на објектот. Истата студија ќе содржи и најмалку 5 модели за реализација на проектот, од кои Министерството за култура и владата ќе го изберат најсоодветниот. По изборот на конкретниот модел, консултантската компанија ќе биде задолжена истиот да го преточи во информативна бизнис меморандум кој ќе биде презентиран пред најмалку 100 странски потенцијални инвеститори и домашни или странски. Покрај нов драмски театар, од Министерството информира и дека во завршна фаза е изработката на проектот за изградба на новиот Македонски народен театар. Лустрацијата продолжува да се користи за политички злоупотреби. Писмо за поддршка за Паско Кузман од неговите колеги. Кратка дневна хроника во продолжение. Процесот на лустрација и натаму се користи за справување со политичките противници и со сите оние што имаат критички став спрема политиките на актуелната власт, се оценува во кварталниот извештај на Хелсиншкиот комитет. Според оваа невладина организација, со лустрирањето на починати лица, како што беше случајот со писателот Славко Јаневски, се кршат одлуките на Уставниот суд, особено за важењето на лустрацијата, ставовите на Венецијанската комисија и препораките од резолуциите на Советот на Европа, оценуваат од Хелсиншки. Стручниот тим на археолошкиот локалитет Стоби со писмо до јавноста изразува шок и загриженост поради приведувањето на археологот Паско Кузман, за кого вела дека доживеал јавно понижување.
Жално е што многу невистини беа кажани за една личност, која со огромна љубов и посветеност се ја врши својата работа, во обид професионално и објективно да го протолкува минатото, да придонесе за заштитата и промоцијата на културната историја на државата Македонија, пишува во писмото подпишано од стручниот тим од Стоби. Министерството за образование и за наредната учебна година ќе организира настава на мајчин јазик за децата на македонски граѓани кои привремено престојуваат во странство. Ангажирани се 16 наставници, од кои најмногу 7 има во Германија, и тоа 4 на македонски и 3 на албански јазик. Наставници има и во Швајцарија, Шведска, Франција, Словенија и Турција, каде настава следат околу 1500 лица со привремен престој во странство. Арама од денеска доби своја интернет страна преку која ќе информира јавноста за сите своји активности. Страницата беше промовирана денеска при посетата на врховниот командант, председателот Иванов на Канцеларијата за врски на НАТО во земјава, при што тој ги посети Министерството за одбрана и Генералштабот на Арама. Жителите на Велешкото село Сливник се заканија дека нема да ги пушта децата на училиште во новата учебна година. Се жала дека условите во училиштето се катастрофални. Барат надлежните да направат уште една училница да изградат нови санитарни јазли. Во подрачното училиште од новата учебна година наставата ќе ја следат над 80 деца од прво до петто оделение. Без минимални хигиенски услови и во училница од 30 на метри квадратни, 80 деца од Велешкото село Сливник ќе треба да ја почнат новата учебна година. Нивните родители се револтирани и бараат надлежните да се го исполнат ветувањето, да им го прошират училиштето барем со уште една училница и да ги направат санитарните јазли. Во спротивно се заканија дека нема да ги пуштат децата во училиште. Нема никакви услови, ни тоалет, ни вода, хигиена, катастрофа. Како ќе учат тие деца? И ние одлучивме сите више да не ги пуштиме. Условите за работа секогаш биле лоши, но состојбата се влошила откако се зголемил бројот на ученици, вели единствениот професор по оделенска настава. Големата училница која има некои нормални димензии, меѓутоа не за 33 деца или 35 деца, него за помалку. И третото дете што е до зидото ти нема кај да се смести, тој од подклупата испаѓа ако сакаш да го испиташ. Ако не, најдобро ти е него терај да стане воопшто. За лошите услови во училиштето многу пати биле алармирани општината и ресорното министерство, но досега никој немал слух за проблемите на овие луѓе. Надлежните пак ја смируваат ситуацијата, велат ќе најдат компромис со родителите и дека до стартот на учебната година ќе ги подобрат условите за настава. Знаете каква е постапката околу средувањето на документацијата и така натаму, со изведба со тендери и сето тоа. Значи има добра волја да се размислува за се. Нашите односи се коректни помеѓу населението, помеѓу градоначалникот. Гледаме да се договориме, значи децата да си почнат на училиште, а понатаму работите да си течат и да се решаваат едно по едно. Надлежните сепак признаваат дека за еден месец не може да се завршат градежните работи, но се надеваат дека родителите ќе попуштат и ќе ги пуштат децата на училиште. Македонската кошаркарска репрезентација е во Крајинска Гора, каде што продолжува со базичните подготовки за предстојното европско првенство. Црвено-жолтите се очекува да бидат комплетни за следните пријателски дуели кои се закажани за 6 и за 7 август против Хрватска на гостински терен. На првите две контролни средби со Украина и со Словенија, националниот тим два пати беше поразен, но на овие два меча кошаркарите настапија без капитенот Перо Антич и Лестер Бомекелеп. По првите пријателски тестови одбраната прими помалку поени, во просек 66, а нападот имаше 57 поени по меч. Младите кошаркари Андреј Магдевски, Кристијан Николов и Љубомир Младеновски ќе му се приклучат на сениорскиот состав за подготовките за Евробаскетот. Тројцата репрезентативци досега беа дел од јуниорскиот состав до 18 години кој не успеа да се пласира во А дивизијата, но прикажа солидни партии на Европското првенство Б дивизија која се одржуваше во Струмица. Врбица Стефанов потврди дека нема повеќе да биде спортски директор на македонската репрезентација. Во својата изјава вели дека не може да ја помогне на македонската селекција вршејќи ја функцијата директор, туку дека својот максимум може да го даде со работа на паркетот. Тој верува дека Македонија може повторно да направи висок резултат на Европското првенство во Словенија, затоа што нашата земја изобилува со талентирани кошаркари кои со координирана и квалитетна работа и програма во иднина треба да донесат резултати.
Шпанскиот гигант Реал Мадрид не се откажува од Герет Бейл. Сагата околу неговиот трансфер продолжува затоа што Тотенхем не сака да го продаде за помалку од 100 милиони евра. Според шпанскиот весник Марка, Дейвид Леви, првиот човек од клубот на Тотенхем, поставил услов со кој би го пуштил Бейл да си замине само доколку за неговиот трансфер се одвојат 145 милиони евра плюс една од звездите на Реал. Менаџерот на Манчестер Юнајтед Дейвид Мојс дава 25 милиони фунти за хрватскиот репрезентативец Лука Модрич. Се надева дека ќе успеат во својата намера ако се земе во предвид просечната плата која зема во шпанскиот клуб Реал, кој цели кон Герет Бейл, па не би имало проблем да преговараат за продажба на Модрич. Денешното издание на Таймс тврди дека црвените ѓаволи ќе дадат онолку пари колку што се потребни за неговиот ангажман. Се споминува сума од 29 милиони евра за хрватскиот репрезентативец. За крај уште една информација. На владините промотивни материјали за одбележување на двата Илиндени, 110 години од Илинденското востание и 69 години од првото заседание на АСНОМ, заседанието за втемелување на македонската држава е напишано како да се одржало во 1945 година. Грешката, како што објасни од Агенцијата Република, која ги подготвувала материјалите, била ненамерна. Агенцијата се извини, наредила да се повлечат сите промоматеријали, поодново ќе ги печати и снима на собствен трошок. Ова беше и последната информација во Дневникот во 20 часот. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.